Добар ден, почитувани. Како што знаете, јас сум Јово Пропаст, најдобар во упропастување во регионот и пошироко, и као таков сум избран за председател на Комора за упропастување на цел Југозападен Балкан. Ама, денеска ја ви се обраќам, како председател, како комшија кој живее со вас у иста зграда. Имено, пред 2 дена, од просториите на заедничкиот паткарник, исчезна мојата пекиншка патка, паторот Пекинг. Сите знаете дека паторот Пекинг е одгледуван во специјално гнездо на патки, потомци од славната патка во која пред 2000 години еден македонец го прошверцувал оризот тука во Македонија, го донел у Кочани. И секоја година мојот паторот Пекинг леташе до далечниот Пекинг и ми носеше ориз со кој мојата сопруга, како што знаете, правеше многу добра тава со ориз, од која вие сите јадевте и пробавте од тоа што ќе останеше. А веќе 2 дена, значи, мојата пекиншка патка, нашиот член на семејство, паторот Пекинг го нема во заедничкиот паткарник, ниту слетал на балконот кога мојата сопруга пружа веш. И ние се посомнеавме дека можеби е киднапиран од странски служби со домашни платеници кои работат на разнебитување на се што е македонско. Јас како председател за упропастување на Југозападен Балкан се обрати веднаш до моите колеги. Прво до председателот на нашиот јужен сосед на Комората на Грција. За прв пат, тоа беше жива историја, еден председател му се обраќаше на друг председател. Разговара еден македонски, еден грчки председател. И јас нормално прво му се обратив на грчки, калиспера. Он се изненади, се насмеа и вика: "Еј, Скопјана!" И јас после нормално проложив на англиски, зашто он зборува само германски. И он ме разувери дека Пекинг паторот не е киднапиран од грчките служби. Чим тоа ја го дознав? Одма му се јавив на колегата во Соединетите Американски држави. Него нормално онака му се обратив намигнувајќи онака на маса, се поздравивме и он ме разувери дека нема никаква врска со исчезнување на патката. Значи, јас како председател имам начин да дојдам до тајни информации и многу се сомневам дека некој од комшиите го киднапирал мојата пекиншка патка, паторот Пекинг. За жал, значи, само овде македонецот на македонецот му е македонец. И затоа, јас сега јавно се обраќам специјално дека во ваква наметната ситуација со наметнати правила на игра, јас ќе делувам во склад со моите ингеренции. Имам 2 опции: да делувам реактивно и превентивно. Реактивно во склад со моите ингеренции како стручњак, ја ќе го упропастам лифтот, така решив. Да се качуете сите пешки до 14 спрат, се додека виновникот не ја врати мојата пекиншка патка. Да не дојде до меѓукомшиски судир, да спречам сосед на сосед да крене рака македонец на македонец. Ќе делувам прво превентивно, се додека виновникот не го врати паторот Пекинг. Превентивните мерки во што ќе се состојат? Сега ќе ви кажам. Значи, јас ќе бидам секојдневно во лифтот кога сите ќе се идете на работа и кога ќе се враќате на работа, и за време на викендот кога ќе идете на пазар. Зависно од моето расположение и конзумирана храна, станарите кои ќе се затекнат во лифтот ќе бидат изложени на тивко испуштање на гасови од мојот метаболизам, тоест од храната што јас ќе ја јадам, се додека не биде вратен паторот Пекинг. Значи, да бидам јасен, превентивно ќе пувам во лифт се додека ситуацијата не се врати во нормална, тоест мојата пекиншка патка не се врати во паткарникот. И тоа од тоа никој нема да биде аболиран. Па разумен компромис е разумен компромис. Па сватете го, нема јас сега да ви го објаснувам. Еј, нема ништо поуспешно од успех. И по декември ќе дојде јануари. И вратете ми го паторот Пекинг. Ви благодарам на сите. Фала, немам коментар, немам прашање.